Американската фабрика Гентерм во Прилеп повторно бара високообразовни кадри за развој на своето производство. Од понеделникот е објавен оглас на кој сега се бараат две лица кои би работеле во секторот за набавка на суровини и испитување на пазарот. Лицата потребно да имаат висока стручна подготовка, односно завршен економски факултет и да го познаваат пазарот и маркетингот. Огласот ќе трае до 8 септември, а на него може да конкурираат сите оние кои сакаат да бидат дел од оваа компанија. Од јули оваа година компанијата Гентерм објави повеќе од 15 огласи, барајќи високообразовни кадри за различни позиции, што потврдува дека бројката на вработениот период во период се зголемува. Инаку, американскиот гигант во автомобилската индустрија Гентерм досега има вработено околу 490 лица во фабриката во Прилеп, а се очекува бројката да достигне до 2000 вработувања. Деновиве и фабриката 11 октомври Еврокомпозит има побарување од стручен кадар. Фабриката за наменската индустрија поврзана со државните безбедносни и одбранбени политики на Република Македонија 11 октомври Еврокомпозит неодамна објави оглас во кој се бараат 45 работници со средна стручна спрема и тоа машинобравари, металостругари или така наречени дреари и металоглодачи, односно фрезачи. Некогашниот гигант 11 октомври Еврокомпозит акционерско друштво Прилеп после долгогодишните турбуленции, штрајкови и загуби се чини дека се издига од пепелта. Со нови соработки и добро осмислена стратегија, компанијата е на пат да ги надмине проблемите и повторно да биде кон патеката на подобро. Агенцијата за вработување, Центарот за вработување Прилеп деновиве истакна дека само во период од месец и половина во град Прилеп се реализирани 40 нови вработувања во 25 фирми. Моментално активни баратели на работа во градот се регистрирани 6.500 до 7.000 лица. Бројката варира во зависност од пријавувањето на лицата кои бараат работа и оние кои веќе се вработиле, бидејќи со странските инвестиции секој ден има раздвижување на пазарот на трудот, велат од Центарот за вработување Прилеп.